Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, во денешното евангелско четиво се соочуваме со една чудесна средба на помеѓу Христос, Бог и еден римски официр, центурион, водач на војна група од 100 војници, кој што доаѓа пред Христа Господа, окружен како и секогаш од многу народ, со намера ништо за себе да не погледа, туку за неговиот сериозно разболен слуг. И таа средба помеѓу Христос и анонимниот центурион се случи во амбиент сличен, а може би идентичен со овој што денеска владее во ова света обител, бидејќи средбата се случува во Капернаум, а Капернаум е едно прекрасно градче соградено покрај бреговите на Тиберијанското езеро, за кое што рекох, многу личи на нашето Охридско езеро. Христос ја виде верата на тој човек, за колко што веднаш можеме да кажеме дека бил многу божен, политеист, граѓанин на Римската империја, негов истакнат офицер. Потоа тој ни на етнички план со самото тоа не му припаѓа на старозаветниот избран народ Божи, не бил евреј, не бил израелец, туку римјан, латин, многу божец. Но чул за Христа Господ, дека единствениот што може да му помогне на неговиот болен слуг, воден од човеколюбие, ги отвалил сите предрасуди со кои што живеел како граѓанин на древната Римска империја. И повикан да им биде чувар на законите на истина. Љубовта во тој човек победила. За него поважно од се било неговиот слуга да оздене, да си го врати здравието свое. Имајќи го здравието како најскап дар после животот, од Бога добие на дар, тој дошол и го молел Христа Господа да го излечи неговиот слуг. Христос, за кого што нема нешто што не е знае и најскриено, и она потиснатото во подсвеста на човек, за него е знае. Знаејќи ја личноста на тој човек, како што самата себе си не може да се зна. Веднаш му кажа дека ќе дојде во неговиот дом и ќе го излечи неговиот слуг. И потоа следеше уште еден одговор
или кажување на римскиот центурион, кој што е шокантен, збунувачки за нас и за нашата себичност и за нашата залюбеност во себе си, за нашата гордост, за високото мислење за себе си. И сета суета што од него произлегува во животот на секој од нас посебно. Господи, немој да доаѓаш во мојот дом. Јас не сум достоен да влезеш под кровот на мојот дом. Туку те молам, одовде, од каде што си, да го излечиш мојот слуга. И се сети дека една заедница, едно општество, една држава, една институција во држава може да обстојува и да функционира под услов да се запази хиерархискиот ред на нешта и на личности. Че во секоја заедница постои хиерархија на личности, надредени и подредени, според значењето и функцијата што ја вршат во нив. И токму тоа центурионот му го кажа на Христос. Јас, еве, Господи, сум римски официр, имам надредени, ама сум и некој кој што има подредени по себе си. И кога на некој од моите војници ќе му кажам оди таму, тој оди, а на другиот дојди овде и тој доаѓа. И ако на слугата му заповедам да изврши некоја работа, тој безпоговорно ја извршува. Во таа смисла и ти, кој што си Господ на сиот свет, Господар на живот, единствен, вистински лекар, бидејќи си лекар на сите лекари и во исто време лек на сите лекари. Доволно е само да кажеш, да го побараш тоа и да му биде дадено твојот слуг. И Христос после овие зборови на центурионот даде еден извонредно значаен коментар за кого што сметам дека влегува во основите во процесот на создавање на новозаветната црква Божја. Свртен кон своите апостоли им кажа дека олкава вера, каква што е верата исповедана од овој незнабожец и Латин, не сум видел ни во Израел, ни во народот од Бога избран. И потоа им даде до знаење дека од исток и од запад ќе приоѓаат луѓе со идентична животна судбина како овој центурион, мислејќи на црквата Божја и нејзината соборност и способност да ги собере сите народи и од сите народи да го направи едниот народ Божи. Но во таа едност на едниот народ Божи да не се изгубат и постасите на сите други народи што ќе ја числат соборноста или заедницата или општественоста на светата црква Христа. Тоа што е црквата денес и на што сме сите ние сведоци, бидејќи ние сме тие од исток и од запад, дојдени во светата црква Христова,
за која што знаеме и исповедаме дека не е институција, дека не е цивилна организација, туку тело на живиот Бог, бого-човечки организам и небоземна творба Господина, во која што има место за сите. Бидејќи просторот на Светата Црква Божја е мегдан, во кој што се случува духовната борба за спасението на целото човештво и на сиот свет. Во таа духовна борба со се што е против природно и ненормално во животот на кој годе човек на планетава Земја, се кова совршенството и реализацијата на човечката личност на индивидуален план и постаста на секој народ и племе, на колективен или соборен план. Гледајте една малечко евангелско четиво, кое што е пред се историски конотирано. Е содржана целата историја, но и генеза на творењето на Светата Црква Божја, чии членови сме ние. Токму тие универзални вредности, својствени за Светата Православна Црква, треба да ги негуваме и со нив да се воплотиме и да им ги откриваме на сите околу нас, бидејќи нивната универзалност произлегува од универзалната природа на човекот, за кој што можеме да кажеме е еден, но пројавен во овој актуелен историски мир во 8 милиарди човечки ипостаси. Да си ја чуваме Светата Црква Божја ко очите своите, со целиот свој живот, и чувајќи си ја, да го сочуваме се она што е творба на рацете Божји, на светата десница Господња, зашто се што таа создала е повикано на вечен соживот со својот Творец. Амин. За многу. Би знаел кој е и каква е оваа жена, што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече: Сине, имам нешто да ти кажам. А тој одвети: Учителе, кажи. Исус рече: двајца беа должни за мудаец. Едниот му должеше 500 пенизи, а другиот 50. Ама бидејќи нема оти еден вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува? Симон одговори и рече: Мислам дека му повеќе му прости. А он му рече: право пресуди. А кога се заврте кон жената, му рече на Симон: Ја гледаш ли оваа жена? Гледав во твојот дом, тој ми вода за нозите и ми даде, а таа со сол ми облеги нозите и со косите своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако гледав, не престана да ги цели на нозите мои. Ти со миро ме помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, ако ми малку се простува, мала љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе: кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече: верата твоја те спаси.